За малку избегнат инцидент за најголемиот христијански празник Богојавление. 40-метарското знаме со сонцето од кутлеш, поставено на дел од бедемот на Самоиловата тврдина кај Долнапорта, полицијата баралата да се тргне. Група средношколци и студенти од Охрид побараа да го извадам знамето. Јас им излегов во пресред и тие го развиорија на зидините, вели адвокатот Тони Менкиновски, кој ги застапува македонците во Бугарија пред судот за човекови права во Страсбур. Менкиновски, против кого полицијата поднесе прекршочна пријава за нарушување на јавниот ред и мир, раскажува што точно се случило. Полицијата дојде и сакаше да го тргне знамето, имаше една бурна реакција од страна на луѓето кои го имаа поставено знамето. Исто така ме запишаа мене како подносител и јас му побарав да ми донесат наредба, реков ова знаме нема да го тргнеме, се дека не донесете наредба или писмен документ со кој ќе не задолжите да го тргнеме. Знамето и тоа треба да го пренесете, да го знае јавноста, бидејќи беше можен и инцидент. Ова значи дека идејата за македонската кауза не е мртва. И мене ме импресионираше, бидејќи добивав повици од младенци кои сакаат да покажат дека македонската кауза не е закопана. Колку и да сака сегашниот образовен систем да ги насочи во друга насока, морам да признам дека бев изненаден од тоа што го слушнав од децата, од нивното себе идентификување како македонци, вели Менкиновски. Знамето веќе го нема да ведемите на Самоиловата тврдина, на кој охриѓани му се радуваа, бидејќи тоа е символ, македонско обележје, од кое никогаш нема да отстапиме, велат. Значи и полиција и држава не може со народ. Народот скокнал и рекол знамето да седи. И една порака моја, македонскиот народ не е само во Македонија, го има и надвор диаспората. И со ова знаме се види дека се дава поддршка на македонците. Значи сегдека од светот не сме сами и никој па нема да видиме сами. Горе главата македонци. Ден по големиот христијански празник Богојавление Водици, Охрид традиционално го празнува денот на рибарите. Овие посебно празници кои се во јануари представуваат темел на христијанството и особено во градот Охрид добро знаат да се манифестираат. Инаку за инцидентот со знамето побаравме став од полицијата. Прашавме зошто полицијата инсистирала тоа да се тргне. Во соопштението кој ни го спратија стои дека вчера околу 10 часот на малиот плоштад од страна на ТМ 49 годишен од Скопје нарушен е јавниот ред и мир со истакнување знаме или грб кој не ги содржи обележјата утврдени со закон. Од страна на полициските службеници изготвен е записник за констатиран прекршок.